Али Ахмети по се изгледа не ја прифаќа фрлената ракавица од неговиот министер Крешник Бектеши. Не одговори на прашањето дали би се повлекол од политиката доколку не победи на изборите или дуи не биде дел од наредната влада. Наместо конкретен одговор на конкретно поставено прашање, лидерот на дуи реши да испраќа пораки до ВМРО ДПМН, кои веќе во минатото беа испратени, ќе се повлечеле од владата доколку тие гласале за уставните измени, но одговор дали евентуален пораз на изборите ќе значи крај на неговата политичка кариера немаше. Вашиот министер Крешник Бектеши испрати понуда кој ќе изгубел на изборите да се повлече од политиката. Дали ако дуи изгубени изборите или може би неформираната влада би се повлекла од политиката. Кога одлучи ВМРО ние да бидеме во преговори без дуи како членка на влада, ние сме одговориле директно. Повелете, правете уставни измени, во моментот кога вие ќе ги правите промените, ние излегуваме од влада, ја напуштаме владата. Инаку она што е чудно е што ваквиот одговор на Ахмети доаѓа само 4 дена откако токму неговиот функционер и министер за економија даде понуда кој ќе загубил на изборите да се повлече од политиката. Еве ве повикувам да направиме договор меѓу сите политички партии, тој што ќе изгуби веќе да не се занимава со политика, ние ја изфрлуваме ракавицата, нека повелат сите политички партии, вклучувајќи го и ВМРО, па и другите политички партии. Оваа понуда не е прифатлива за Димитар Ковачевски и да загубил на изборите, немало тој да биде виновниот, туку ќе биле сите партиски членови, порача лидерот на СДСМ, реши како пример да ја користи фудбалската игра, во која пак за лошите резултати секогаш на крај цената ја плаќа тренерот, што во овој случај би бил партискиот председател. Она што е чудно е што Ковачевски тоа не го знае или не сака да го знае во оваа ситуација. За разлика од лидерот на СДСМ, а очигледно и на ДУИ, ВМРО ДПМН ја прифаќаат оваа понуда на Крешник Бектеши. Потпредседателот на партијата Александар Николовски порача дека министерот за економија му подготвувал свилен гајтан на Али Ахмети, бидејќи јасно било дека ДУИ ќе загубат на изборите и нема да бидат дел од следната влада. Оваа понуда ја прифати издружената албанска опозиција. За коалицијата вреди овој потек на Крешник Бектеши е само сеење магла и ги повикаа првите луѓе на интегративците да се подготват за политичка пензија.